овој реален проблем кој што се случи не беше ниту елементарна непогода, ниту земјотрес, падете се случило, тоа е. Ова беше конструирано и режирано од страна на политички фактори, бидејќи во Република Македонија изборите беа демократски, 11 декември беа признати, имавме ние собрание на Република Македонија и доколку мнозинството во собранието на Република Македонија сакаше граѓаните да останат во состојба во која што ќе имаат целосно право да уживаат во локалната самоуправа и да учествуваат во незе, не смееше да се дозволи било каков прекин ниту во еден ден, а не пак 20 денови. Сметам дека она што вчера беше направено беше нужно и можеше да се случи. Да, има определени губитоци во рамките на локалните самоуправи, независно на било која општина на територијата на Република Македонија. Јас се надам дека градоначелниците со ова ќе можат да ги доостварат и ги дореализираат оние проекти кои што им беа започнати, за кои што практично нема ниту формално, ниту материјално можеа да ги извршуваат. Инаку како политичка партија сметавме дека во Република Македонија изборите во март беа закажани, со оглед на парламентарните избори тие се презакажаа за во месец мај. И сметавме дека е многу логично да ако сте имали избори требало да имате во месец мај и кога веќе ги презакажувате тие избори, тогаш требаше да биде барем да биде во јули месец пред годишните одмори со цел да градоначелниците не само што ќе имаат само подписи, право да одлучуваат и ги завршуваат своите проекти, односно да почнуваат нови, тогаш ќе има и целосен политички легитимитет од страна на граѓаните, бидејќи сепак вие како градоначелник ги представувате сте граѓани во општината во која што сте избран.